Добра вечер, 10 јули 2026, дневник на КТВ. 14-годишно девојче од Кавадарци, кое предстојувало во Гостивар, починало откако паднало од лулашка во парк во градот. Од СВР Тетово информираа дека на 9 јули во 20 часот и 20 минути од медицинскиот центар Гостивар било пријавено дека во болницата без знаци на живот била донесена 14-годишната ШН. Според пријавените информации, малолетничката претходно паднала од лулашка во паркот во Гостивар, пошто била итно пренесена во медицинскиот центар и покрај напорите на лекарите во 20 часот и 55 минути, дежурен лекар констатирал смрт. За случајот е известен јавен обвинител, по чија наредба телото на починатата е предадено на обдукција која треба да ги утврди точните причини за смртта. Целосно е завршен проектот кој опфати поставување нова водоводна и канализациона мрежа во должина од 6,4 км во местноста Моклиште, како и резервоар со капацитет од 150 метри кубни. Со ова се обезбедува стабилен и квалитетен систем за водоснабдување и канализација за жителите, но и за околу 400 нови викенд куќи. Овој проект е вреден 1 милион евра, финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање и локалната самоуправа. Општина Кавадарци продолжува да инвестира во модерна комунална инфраструктура и подобрување на квалитетот на живот, велат од локална самоуправа. Денеска во работна посета на општина Неготино предстојуваше амбасадорката на Народна република Кина во Република Македонија, нејзината екселенција Џијанг Сјаојан, која за време на предстојот оствари работни средби со градоначалничката на општина Неготино Марија Нацева и со директорот на јавното предпријатие Комуналец Митко Ѓорџиев. Како што информираат од кабинетот на Нацева, средбата била искористена за запознавање на амбасадорката со тековните активности во локалната самоуправа за реализираните проекти, оние кои се во тек и проектите кои ќе се спроведат во блиска иднина, со единствена цел за реализација на нејзината програма за работа и преку тоа создавање услови за подобар и поквалитетен живот на сите граѓани од општината, како од градот, така и населените места. Домакините на настанот и членовите на високата кинеска делегација остварија посета и на јавното предпријатие Комуналец, како и на просторната површина плацот, каде што е сместен возниот парк на Неготинското комунално предпријатие, при што директорот Митко Ѓорѓиев ја запозна амбасадорката за застарениот и амортизиран возен парк со кој се извршуваат секојдневните работни обврски, но и покрај тоа се остваруваат одлични резултати на задоволство на корисниците на услугите. Средбата беше искористена и за разгледување на потенцијалните можности за остварување конкретна соработка помеѓу општина Неготино, јавното предпријатие Комуналец и амбасадата на Кина во Македонија, информираат од кабинетот на Нацева. Со одлука на председателот на СДСМ Венко Филипче за председател на општинската организација на СДСМ Кавадарци е назначен доктор Тони Јованов, информираат од СДСМ. Понатаму во соопштението се додава: доктор Тони Јованов е угледен граѓанин на Кавадарци, доктор по општа медицина, специјализант по инфектологија и магистрант по клиничка и советодавна психологија. Неговата професионалност, стручност, интегритет и посветеност во работата го прават вистински избор за предводење на општинската организација. Убедени сме дека со нова енергија, одговорен пристап и тимска работа, доктор Јованов ќе даде значаен придонес во зајакнувањето на СДСМ во Кавадарци, обединувањето на членството и враќањето на довербата кај граѓаните, велат од општинската организација на СДСМ Кавадарци. Традицијата продолжува. Во недела ќе се одржи фестивалот на чалгиска музика Ваташа 2026. Пред се ви благодарам на долгогодишната поддршка на вашата телевизија КТВ за сите овие години. Исто така сакаме на голема благодарност до господинот градоначелник Митко Јанчев и Совет на општина Кавадарци, Министерство за култура и сите нели оние добронамерници и љубители на чалгиската традиција во Тиквишијата па и пошироко.
Јас би сакал исто така пред се ден го честитам и празникот Петроден, кој што нели се манифестација се одржува на тој ден, нека ни ја честити вековит, и би сакал сите оние љубители на чалгиската музика, на чалгиската традиција, да ги поканам да учествуваат на овој настан, кој што еве полека нели станува традиционален. Кој се настапува оваа година? Па, навистина, јас не би сакал да откриам, тоа нека биде едно пријатно изненадување за сите оние кои што го посетат овој настан. Ова година ќе имаме доста богата културна програма, која што ќе биде збогатена со доста еминентни естрадни уметници од Република Македонија и со познати чалгиски состави од нашиот крај и од целата држава. Патувачкото кино Македокс од Неготино ја започнува новата сезона. Во Неготино локацијата е кај спомен костурницата, пошто ќе следуваат проекции во подрачните училишта во Пепелиште и Долни Дисан. Патувачкото кино Македокс денеска од Неготино ја започнува 17-тата сезона со презентација на документарни филмови и создавање филмска атмосфера, со посета на населени места, претворајќи плоштади, училишни дворови и јавни површини во привремени кина под отворено небо. Со логистичка поддршка на општина Неготино, првата проекција ќе се одржи вечер во петок во Неготино кај спомен костурницата. Следната станица е Пепелиште, каде во сабота на 11 јули филмовите ќе се прикажуваат во дворот на подрачното училиште, додека на 14 овој месец, вторник, во дворот на подрачното училиште, патувачкото кино ќе престојува во Долни Дисан. Се известуваат сите љубители на филмската уметност од општина Неготино, дека сите проекции се бесплатни за посетителите, а сите проекции започнуваат од 21 часот. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Со ребалансот се кратат парите за младите. СДСМ предлага конкретни мерки за повеќе пари за студенти и ученици. Власта со ребалансот крати пари кај младите, за да ги пополни дупките во буџетот од промашените економски политики. Парите од програмата за млади се скратени за 1 милион денари, а за демографски политики се намалени за 70%. Каква трета економија? Каква финансиски стабилна држава? Пари нема за младите. Додека секој трет човек сака да си замине од земјава, власта уште им намалува пари. Вака изгледа држава што ја води Мицкоски и неговата криминална организација ВМРО, на која младите не и се приоритет. СДСМ е на страна на младите и со амандмани во собранието бараме да се исправи оваа неправда. Бараме 150 милиони денари за зголемување на студентскиот оброк, како мерка за поддршка на стандардот на студентите. Бараме 6 милиони денари за зголемување на стипендиите за студентите. Бараме повеќе пари за реновирање на студентските домови, за подобрување на условите. 243 милиони денари за бесплатен училишен оброк во основните училишта. Повеќе пари за еднаков пристап до образование за учениците со попреченост и посебни образовни потреби. Младите заслужуваат да учат во современи основни и средни училишта. Затоа имаме посебен амандман за 200 милиони денари за опремување на училиштата со современа научна технологија. Со нашите амандмани бараме повеќе пари за финансиска поддршка на ученици на меѓународни надпревари и олимпијади. Повеќе пари за младите, а помалку за расипничкото трошење на власта. Сега власта е на потек. Да видиме дали ќе се откаже од луксузот и дали парите ќе ги принамени за младите. Од Левица најавуваат дека во понеделник ќе свикаат средба за изборниот законник. Прво и основно мислам дека ова е бегање одговорност на ВМРО да помане, значи нема потреба да се состанува само опозицијата, треба фактички сите. Но од друга страна, еве јас ќе ви кажам, ние имавме соопштение кај што рековме во ред. Ако веќе ни ја префрла топката, ние го прифаќаме предизвикот, ќе свикаме средба на опозиционите партии.
Ние тоа вчера го најавивме, а планираме од понеделник официјално и да ги поканиме. Трите најголеми опозициони партии, СДСМ, ДУИ и Левица, сите се за една изборна единица, иако тука имаме несогласување околу прагот, дали треба да има праг, колкав праг. И ја мислам вака, ракавицата е фрлена, ние можеме трите партии да се состанеме и да излеземе со предлог за една изборна единица, па да видиме дали власта навистина сака демократизација, идење кон реформа на една изборна единица или само блефира. Околу расположението не би можел да преюдицирам сега, тоа треба да самите партии да се изјаснат, а ние сме за продолжување на процесот, еви овој до 15 јули грејс период ако го пробиеме, нема зошто да не продолжиме да работиме, дали во Министерство на правда, ево и со нов министер, дали да продолжиме со собранието, небитно, значи ова е пребитна реформа и за прв пат мислам еве и под силен притисок на левица имаме придвижување кон консензус за една изборна единица и мислам дека тој моментум не смее да се испушти. Ја чекаме опозицијата да се договори за изборниот законник, порачаа на денешната пресконференција од пратеничката група на владеачката ВМРО-ДПМН. Конкретно ние ја свикавме оваа пресконференција уште еднаш да апелираме да седнат и да се договорат се што тие партии од опозицијата, конкретно ДУИ, СДСМ, Левица, како и пратениците кои што доаѓаат од блокот на Зијадин Села и Арбен Таравари и ќе го стават во еден законски текст, ние ќе го прифатиме. Дали конкретно се работело за една изборна единица, би прифатиле тоа што тие ќе го договорат. За финансирањето на политичките партии, исто така модел што тие би го договориле, ние би го прифатиле. Моделот за поплаки кој што сметаат дека треба да биде инкорпориран и тој би го прифатиле, се додека во сето ова е вклучено гласањето на диаспората. Што сакаат, како сакаат, моделите кои што тие сметаат дека треба да бидат прифатени, за нас ќе бидат прифатливи, веднаш даваме бланко подршка, го потпишуваме тоа законско решение кое што тие би го доставиле до нас, се додека е вклучено гласањето на диаспората. Сметаме дека имаме уште време наредната недела до 15 јули оваа цел да ја заокружиме. Изборниот законник е уште една лага и манипулација на Мицковски, сметаат од опозиционата СДСМ. Христијан Мицковски и ВМРО ОКГ повторно се обидуваат да ја излажат јавноста. Овој пат преку изборниот законник и прашањето за гласањето на диаспората. Ние од СДСМ сме јасни. Диаспората има право да гласа. Тоа право го имала и досега и диаспората гласа со постојниот модел. Ние не сме против тоа право. Ние сме против неконтролирано гласање кое отвара простор за масовна изборна кражба. Зошто во Македонија граѓаните гласаат со отпечаток од прст, спреј, идентификација и строги контроли, а за диаспората се предлага електронско гласање без никаква реална контрола? Дали тоа е демократски? И дали тоа е фер? Мицковски знае многу добро зошто го турка ова решение. ВМРО ОКГ има историја на кражба на избори. Пред 10 години видовме како се крадеа гласови, како се организираа паралелни структури и како се користеа сите можни механизми за манипулација. За нив кражбата на пари и кражбата на гласови е исто и во едниот и во другиот случај станува збор за криминал. Сега кога веќе не им поминуваат лажните афери и дефокуси, се обидуваат преку изборниот законник да си обезбедат нов механизам за манипулација. Електронското гласање, без контрола или гласањето преку пошта, без соодветни гаранции, е исто така опасно. Разликата е само во методот. Но најважно од се е следново. Изборниот законник за Мицковски не е цел, туку изговор. Тој и неговата криминална група не сакаат да го донесат овој закон, за да имаат алиби зошто не ја исполнуваат реформската агенда. Тие свесно го блокираат процесот за да можат да кажат дека опозицијата не дозволува, а вистината е дека тие не сакаат Европска Унија. Затоа што Европска Унија значи независно судство, европско обвинителство и крај на неказнивоста. А токму тоа Мицковски и неговата банда најмногу ги плаши. Затоа и го влечат ова прашање. Затоа и не сакаат вистински консензус. Затоа и продолжуваат со манипулациите.
СДСМ нема да дозволи изборен грабеж, ниту со електронско гласање, ниту со гласање преку пошта без контрола. Нема да дозволиме некој да гласа наместо другите, ниту во Македонија, ниту од диаспората. Ке продолжиме да се бориме за фери демократски избори, за реформи и за европска Македонија. Се друго е само продолжение на истата стара игра, игра на изолација, манипулација и заштита на криминалот. Поради ниските рейтинзи, СДС, Левица и ДУИ го блокираат изборниот законник, порача портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Различни изговори, но иста цел. Поради ниските рейтинзи, Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ го блокираат изборниот законник. Секоја од овие опозицијски партии излегува со различен изговор. Социјалдемократскиот сојуз е против олеснување на гласањето на македонската диаспора. Левица добива повеќе пари, па после тоа се откажува. Додека пак ДУИ отвора нови услови за начинот на одлучување во Државната изборна комисија. Различни образложенија, но иста цел, а таа е да не се донесе нов изборен законник за да се создаде алиби за поразот на опозицијата на следниот изборен циклус. Очигледно е дека зад ваквото однесување стојат политички калкулации и обид да се прикрие стравот од соочување со граѓаните на следните избори. ВМРО ДПМН останува доследно на ставот дека ги прифаќа сите барања на опозицијата, само да се олесни гласањето на диаспората. Дури на анкетите на Мицковски, Левица расте со пратеници, тој изгуби 100.000 гласа за една година, стои во денешното соопштение од Левица. Не е случајно што ДПМН ја прогласи диаспората за своја единствена црвена линија, кога и нивните дебело платени анкети, платени од јавни пари, кои ги користи како доказ за сопствената непобедливост, бележат пат на нивната поддршка. Наместо да се соочи со незадоволството што расте дома, Мицковски политичкиот спас очигледно почна да го бара надвор од државата. Впрочем, тоа што денес го покажуваат дури и нивните анкети не е изненадување. ДПМН стана првата власт што за само една година успеа да изгуби повеќе од 100.000 избирачи. Таков политички пат се случува кога граѓаните ќе почнат да ја испорачуваат сметката за ароганцијата, неисполнетите ветувања и неспособното владење. Наместо да ја прочитаат пораката што им ја испраќаат граѓаните, тие тргнаа со засилена ароганција да бараат нови политички патерици, пишуваат во соопштението од Левица. Македонскиот фудбал се уште е далеко од европската фудбалска елита, но затоа во конференциската лига се уште се радуваме на добрите резултати на нашите представници. Европските фудбалски одисеи за оваа нова сезона за македонските представници почна онака како што многумина предвидува и најавуваа. Македонскиот шампион Вардар доживеа домашен пораз од финскиот представник Купс со 0:2 во рамките на првото квалификацијско коло од Лигата на шампионите, па шансите кај статистичарите да го помине истото се ептен мали. Доколку направи чудо во Куопио и помине понатаму, Вардар во следната рунда на Лигата на шампиони би играл со Сабах од Азербејџан или со екипата на ТНС од Велс, а доколку испадне, ќе се пресели во конференциската лига на УЕФА, каде во второто квалификацијско коло ќе го очекува двомечот со Арарат од Ерменија или со Рига од Летонија. Екипата на Шкендија забележа убедлива победа на гостувањето кај Европа во Гибралтар со 0:5 во рамките на првото квалификацијско коло на конференциската лига на УЕФА и само чудо ќе ја спречи од пласман во следната квалификацијска рунда, каде најверојатно ја очекува двомеч со словенечкиот представник Браво. Екипата на Силекс од Кратово го направи најпријатното изненадување и со победа на неутрален терен во Стара Загора, Бугарија, против белорускиот Динамо од Минск со 0:1 со гол од пенал,
тргна во квалификациите за конференциската лига на УЕФА. Реваншот ќе се одигра во Скопје следниот четврток на тренинг центарот Петар Милошевски при Фудбалската федерација на Македонија. Утре не очекува сончево време со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен променлив ветер, температурата до 38 степени. Во недела се очекува локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за вниманието и довербата. Имајте пријатна вечер.